Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. На Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, еве Господ не удостои и ова ноќ да му ја посветиме Нему во тихование, во тишината што однадвор ни ја обезбедува ноќта и тишината што однатре ни ја обезбедува молитвата, молитвениот живот наш, засилен во текот на оваа света 40-ница. Ја славиме петтата седмица од постот, посветена на Светија Марија, Светата Марија Египетска, чиј живот целосно се совпаѓа со пораките што денешното Свето Евангелие ни ги даде. Светата Марија Египетска, дарена од Бога со неземна, надворешна убавина, дарот на убавината на телото, не го остави во служба на дарителот на таа добрина, туку во функција на тешки и злосторни употреби, односно злоупотреби на истата, за со неа да прелести и да упропасти многу човечки животи, на личен план, на брачен план и на семеен план. Зашто, судејќи според критериумите на цивилниот свет, таа имаше за право на тој начин да располага со нешто што нејзино не, бидејќи ништо наше немаме, а се што имаме и е добро, е од Бога на дар дадено и од Него добиено. И токму затоа што и животот наш е Негов, немаме право со животот да располагаме неодговорно, според нашите кефови, според стандардите што некој однадвор, обезбожен и поговорен ни ги наметнува како така. За се што го конституира нашиот живот, а со животот и нашата личност, одговорно треба да се однесуваме, но токму одговорноста е најодсутна или најмалку присутна или целосно одсутна во животот на човекот и не само во оној што го нарекуваме нам современ или современ визави времето на кое што сите ние му припаѓаме денеска во овој историски миг или моментум, како што некои сакаат да се изрази. Еден голем руски писател, Александар Солженицин, на оваа тема јасно на сите им дава до знаење дека човекот ќе си го врати своето човечко достоинство само тогаш кога ќе научи да се само ограничува и да живее во покајање. Се оноа што великите пости го бараат од човек. Се оноа со што не сакаше да се согласи Марија пред да го познае Бог. Жртва на нејзиното себељубие, нејзиниот егоцентризам,
на незиниот нарцисоизам, те повторам, беа многу разорени семени огништа, разорени лични животи и двоедни брачни заедници. Но кога го позна Христа Господа и кога свати дека откако најпрво себе самата се прелестува мнозина околу себе, му се даде на светото покаяние со целиот свој живот. И таа од трн на урбаната пустиња се претвори во прекрасен цвет на географската пустиња, во која што се насели за таму да ги искупи своите согрешенија. Се додека таа живееше според стандартите на световниот свет, сакаше да биде поголема од сите и попрва од сите. И за да ги постигне тие резултати, таа ги употребуваше сите можни средства, неблагословени, се разбира, средства, за да стигне до целта на својот тогашен, богоборен, богоотстапнички живот. А потоа, откако почна да го исчитува Светото Писмо и животот на нашиот Господ и Спасител Иисус Христос, свати дека за да се биде подобар од сите, потребно е да им се биде роб на сите. Роб во љубовта. А роб во љубовта е доброволниот роб. Оној кој што сака со целиот свој живот да им послужи на сите и служејќи им на сите во чинот на сеопштото спасение на човекот и на светот, да најде мир на душата своја и спасение за себе. Оној што така постапува, оној што така живее, навистина подобар од сите. И да се биде прв на истите страници од Светото Писмо, кој што зборуваат за животот на нашиот Господ и Спасител, прочита дека треба да им се биде слуга на сите. А да се биде слуга може само под еден услов, тоа да се биде слободно и да биде доброволно и слободно избран стил или начин на живење и постоење. Зошто се што примаме со љубов и слобода не е товар во нашиот живот. Или тој товар, претежок за сите други, станува лесен, бидејќи нашиот Симон од Киринеја е самиот Христос, кој што приоѓа и го прима на себе си најголемиот дел од товарот од крстот на нашиот живот. Тоа е пораката на денешното Евангелие, таа е пораката од животописот, хагиографијата на денес и во текот на целата седмица славената Марија од Египет. И сето тоа Господ ни го дал и ни го кажа за да ни биде узор на сите, пример, критериум на сите вредности. Со нив, со тие личности и постигнувањата на тие личности треба да се измериме себе си
вкупниот наш живот и сите постигнувања до кои што сме дошле. Особено оние до кои што сме дошле, слушајќи ја собствената волја, волјата за себе си, која што е во несклад со волјата Божја за себе си, за нас сами. И само тогаш, кога ќе се научиме неговата света волја за нас, а во неговата света волја за нас е содржан светиот план Божи за нас. Да се прими за наша волја во животот. Тогаш, браќи и сестри, патот што води во спасението ќе биде пред нас, а ние поставени на него. Сообраќајните знаци кон кои што треба да се придржуваме движејќи се по тој пат, се светите правила на живење во црквата, светите закони на светата црква Божја и најсветите догмати во кои што е содржана христијанската философија на живење и постоење според Богочовекот Христос. Во оваа тивка ноќ, во кој што мирот Божи однатре во нас, со мирот козмички стапуваат во своевиден брак и синтеза, да ги понесеме пораките што денешното свето Евангелие и животописот нас денес, славената Света Марија од Египет, ни ги кажуваат да ги примиме со сето срце и да ги понесеме во себе, за секој по својата мера и по мерата од собствените сили да ги реализира во собствениот живот свој. Амин. За многу години. Честит крај. Па штом застана при нозете негови одзади, плачејќи почна да ги мие нозете негови со солзи и ги триеше со косата своја и ги целиваше и ги помазуваше со миро. А кога го виде тоа фарисеот што го беше поканил, си рече во себе, велејќи, да е пророк овој, би знаел која е и каква е оваа жена што се допира до него, оти таа е грешница. Му одговори Исус и рече, Симоне, имам нешто да ти кажам. А тој одврати, учителе, кажи. Исус рече, двајца беа должни на заимодавец. Едниот му должеше 500 пенези, а другиот 50. Ама бидејќи немаат тие да му вратат, тој им прости на двајцата. Кажи ми кој од нив повеќе ќе го милува? Симон одговори и рече, мислам оној кому повеќе му простил. А он му рече, право пресуди. И кога се заврте кон жената, му рече на Симона, ја гледаш ли оваа жена? Влегов во твојот дом, ти ни вода за нозете не ми даде, а таа со солзи ми ги огли нозете и со косата своја ги истри. Ти не ми даде целив, а таа откако влегов не престана да ги целива нозете мои. Ти со миро не ја помаза главата моја, а таа со миро ги помаза нозете мои. Затоа ти велам, неизи се простуваат многу гревови, оти ме возлюби многу, а кому малку се простува, мала и љубов има. Неизе пак и рече, ти се простуваат гревовите, а оние што седеа со него на трпезата, почнаа да говорат во себе, кој е овој што и гревови опростува? На жената пак и рече, верата твоја те спаси.
води си со мир. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Ти благодариме, Господи Боже на силите, кој ни удостои сега да застанеме пред Твојот свет жртвеник и да припаднеме кон Твоето милосрдие за нашите гревови и за незнанието на народот. А и на оние што со нас се молат, дарува им Боже преуспевање во животот и во верата и во разумот духовен. Дај им на оние што секогаш со страв и љубов Ти служат, без вина и без осуда, да се причестат со светите Твои тајни, да бидат достојни на Твоето небесно царство. Премудрост, та секогаш чувани по Твојата власт, Тебе слава да Ти вознесуваме, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш.